Dobar den, dragi učenici, dobrodošli v e-učilnica. Ja sam nastavnička Tatjana i rabotam u osnovnom učilištu Johan Heinrich Pestalozzi v Skopje. Na ovoj čas po makedonski jezik imamo za cilj da si go zbogatim rečnikom su zborovi koji što imaju protivno značenje. Ovi zborovi imaju značenje koje što je protivno od demoto. Сега ќе видиме како тоа изгледа. Еве ова мајмунче е насмеано и среќно и тоа гради кули со своите коцки. Додека ова мајмунче уништува и секако е несреќно и тажно. На првата слика гледаме сонце, а кога е сонцето пред нас, знаеме дека станува збор за ден. Спротивно на ден е месечината кога ќе изгрее, односно станува збор за ноќ. Во текот на денот е светло, додека во текот на ноќта е темно. Светло и темно се спротивни зборови. Да видиме уште неколку примери. Наутро, кога ќе стане детенцето, станува и е будно. Станува. Спротивен збор на станува. Што мислите, кој ќе биде? Навечер, кој ќе си легне? Си легнува. Станува, легнува. Или детенцето е будно и навечер детенцето спие. Спротивен збор на будно е спие. Ајде да видиме други спротивни зборови. Лето и зима. Така, одлично. Во зима е ладно или студено, додека во лето е топло. Спротивен збор на студено е топло. Ова детенце е активно, трча, се движи, додека ова детенце е мрзеливо. Спротивен збор на активен е неактивен или мрзелив. Многу често спротивните зборови се прават со додавање на зборчето не. Мрзелива или неактивна е со исто значење. Имаме девојче кое што е свртено напред, спротивно на напред ќе биде назад. Одлично. Ајде уште неколку примери за подобро да сватиме. Овие две шаховски фигури се сосема исти. Спротивно на зборот исти се шаховски фигури кои што се различни. Го имаме зборчето лево. Ова девојче стои на левата страна. Спротивно на лево е детенцето кое што застанало на која страна? На десната страна. Десно. Слончето е големо, додека глувчето, односно мачето, е мало. Голем, спротивно на голем е мал, или спротивен збор на мал е голем. Еве го детенцето кое што постојано вежба, и тоа е јако се развие, додека ова детенце кое што сака да седи и да не работи, да не вежба, тоа ќе биде слабо. Значи, спротивен збор на зборот јак е зборот слаб. Ова детенце се играло надвор во дворот и сега е валкано. А девојчето стигнало на време да се истушира и таа е чиста. Спротивен збор на валкан е чист. Ајде да видиме уште неколку збори. Ова детенце е здраво, а ова девојче е болно. Значи, спротивен збор на зборот здрав е болен или болна. Имаме сега една слика каде што детето ја отворило вратата. Вратата е отворена. Спротивно на отворена ќе биде затворена. Одлично. Одиме понатам. Ова девојче се сокрило под чадорот и останало суво.
додека ова детенце нема чадо да се сокрие и тоа е мокро. Спротивно на суво е мокро. Детенцето го турка каменот, а ова детенце го влече. Значи спротивно на турка е влече. Имаме едно детенце кое што работи и е многу среќно. И девојче кое што седи не знае што да прави и е тажно. На ова може да додадеме и несреќно. Како што кажав, многу често спротивните зборови се прават со зборчето не. Среќен, несреќен или среќен спротивно е тажно. Еве едно девојче кое што плаче. Што би било спротивно на плаче? Така е, се радува или се смее. Спротивно на висок ќе биде низок или ниска. А спротивно на стар е млад или спротивно на млад е стар. Ова девојче се однесува пријателски со девојчето кое што плаче. А овие дечиња се карат и момчето во портокаловата блузичка се однесува непријателски. Значи, пријателски и непријателски. Значи, научивме многу зборчиња денес. Ајде сега да видиме, да составиме некоја реченица. Еве јас ќе ви помогнам како. Првата реченица ќе биде: девојчето седи на меко, а детето на тврдо. Во таа реченица, кои се спротивни зборови? Меко и тврдо. Одлично. Ајде да видиме. Девојчето јаде сладко, а момчето кисело. Одлично. Сладко, кисело се спротивни зборови. Има светло, нема светло. Односно, во првата слика момчето го запали светлото, во втората го исклучи. Светло, темно се спротивните зборови. Овдека како спротивни зборови ќе биде пишува и игра. Полно и празно. Во кошницата има многу јаболки, другата кошница е празна. Ајде сега да смислиме една реченица за оваа слика и да ги привлечеме, да ги потенцираме спротивните зборови. Така, зајчето е многу брзо, желката е спора. Брз, спора. Детето влече кесата со ѓубре, а девојчето ја носи кутијата во раце. Влече, носи или тешко, лесно. Во овој случај најмногу би одговарале зборчињата тешко, бидејќи се мачи детето да ја подигне вреќата, таа му е тешка, додека девојчето со радост ја носи кутијата која што е лесна. Значи имаме две нови зборчиња тешко, лесно. Овдека, кои зборчиња би можеле да ги употребиме? Гласно и тивко. Така. И за крај да направиме уште една реченица. Шарената топка е голема, а фудбалската топка е мала. Голема, мала. Одлично. Сега да видиме што сме научиле. Имаме некои реченици кои јас ќе ви ги прочитам и ќе ви кажам кој збор треба да го најдеме неговиот спротивен збор. Односно, зборот со спротивно значење. Првата реченица. Веќе е ден. Спротивно на ден е ноќ. Одлично. Птицата лета високо. Спротивно на високо е ниско. Во библиотеката има многу книги. Многу, спротивно на многу е малку.
Светилката свети многу силно. Спротивно на силно е слабо. Јас сум голем. Спротивно на голем е мал. Ви благодарам на вниманието.